Почитувани колеги, почитувана председателка, процедуралната забелешка, да, фамозниот член 90, став 4 и нашето достоинство. Сите спомнуваме дека имаме различна перцепција на тоа како го гледаме достоинството, и јас имам исто така различна перцепција на тоа како го гледам достоинственото работење во собранието. Зошто го велам? Почитувани колеги, неправда да ви се случува и да замолчите. Па каква опозиција ќе бидете? Нема да замолчиме, бидејќи неправда ни се случува. И достоинствено ќе си ги браниме нашите ставови. Не може да се случува следново. Зборуваме. Имавме јавна расправа на 5 февруари. Се договоривме дека заеднички ќе договориме заклучоци и дека истите тие заклучоци ќе бидат доставени до Министерството за образование и наука. Кому ќе му ги доставиме заклучоците? Јас во ова собрание сум 8 месеци. 8 месеци сум член на Комисијата за образование, наука и спорт. 8 месеци сум член на Комисијата за финансирање и буџет. Ке ви го кажам следново. Почитувани колеги, јас министерката за образование ја немам видено да дојди во собрание на комисиска расправа кога имаме, кога разговараме за закони кои што се поврзани со образованието, а имаме реформа во образованието. Воведуваме реформи, замислете, според светски стандарди, а живееме живот според македонски стандарди, за жал. И сега, да ве вратам малку на јавната расправа што ја имавме на 5 февруари. Дали е потребно да се изгласаат заклучоци или не е потребно, вие ќе кажете, нели, и јас ќе пробам да ве разубедам во целата работа, заради тоа што навистина е потребно, бидејќи таму повикавме луѓе и искрено гледавме да бидат луѓе кои што се етаблирани професионалци, докажани во својата област, област која е поврзана со предлог реформите. И на крај, нивниот труд да не биде завршен овде во собранието. Нивниот труд да не биде забележан овде во собранието. Ве молам, јас овде имам стенограмски забелешки од 7-та седница на Комисијата за образование, наука и спорт, нели, кога е одржана на 5 февруари, и таа јавна расправа. Зошто овие податоци не се јавни на веб страната на Собранието на Република Македонија? Дали имате приметено, колеги? Нив ги нема. Како јавноста ќе биде информирана за тоа што се случувало? Може би дел од колегите не беа во можност или јавноста која не била во можност тогаш да ја следи таа јавна расправа. Зошто тие забелешки да не бидат стенограми да не бидат јавни? Па јавноста нека суди. Ние сега овде преку ваква тешка борба, преку борба каде не омалуважувате, не навредувате, агресија, ве молам, се заканувате. Мене лично ми се заканија дека јас кога сакам. Па ова е 21 век, ве молам. Со такви закани не дозволувам. Пратеник сум во Собраниево на Република Македонија и ќе се борам до крај ако треба. Јавноста нека суди и нека слушне. Да, нашата работа ќе биде оценета и ќе ни ја оценуваат оние кои навистина заслужуваат тоа да го прават, а тоа се граѓаните на Република Македонија. И еве сега, да не бидам сватена дека ќе промовирам нешто, ќе почнам од стенограмската забелешка на премиерот Зоран Заев. Кажано, премиерот вели на 5 февруари: ние доцниме со реформата во образованието. Тие требаше да се случат најмалку пред 10 години, затоа што како неопходност ги наметнуваше исклучително брзиот развој во сите општествени сфери кои бараат образование, како што ќе биде во чекор со овие брзи, динамични и прогресивни промени.
Сепак кога велам доцнеме, истовремено велам и дека нема да избрзаме. Сега јас само на овој дел ќе се задржам. Ве молам, премиерот вели доцнеме со реформата. 4 години е премиер. Зошто после 4 години сега на мускули, што би се рекло, ќе носиме реформа во образованието? Зошто сега премиерот ја носи оваа реформа во образованието? Или требаше да поминат 4 години, да добие повторен мандат и на почетокот на мандатот да се отворат вратите на дополнителен криминал? Нема да избрзаме, вели премиерот. Зар ова што се случува денес и овој период не е избрзување, колеги? Не е избрзување кога се слуша само едно мислење, една страна, а другите кога ќе ги слушнеме? Да не бидам себична, ќе бидам транспарентна и ќе во дел ќе ја цитирам и министерката. Министерката за образование и наука многу често знае да ја спомне, ќе ве молам за внимание ако може, многу често знае министерката за образование да ја спомне, да го спомне извештајот на ОЕЦД. Дали, колеги, го имате видено извештајот на ОЕЦД, посебно за 2019 година? Во тој извештај се вели, во многу правци програмата Кембридж, бидејќи не обвинувате дека не ја спомнуваме програмата Кембридж, еве јас навистина се потрудив да најдам дел каде што во извештајот се спомнува, нели, и се критичкото преиспитување, мислење и активно учење во контекст на реалниот свет. Кои беа критиките во 2019 година? Брза реформа. 2019 година за Кембридж критика. Денес, ако има извештај од ОЕЦД и овие реформи кои што вака на мускули се носат, мислите дека ќе ве скокнат за да нема критика дека ова се брзи реформи? Не, почитувани колеги. Истиот текст ќе го копираат и ќе го пуштат пак. Недостаток на поддршка за наставниците. Критика. Што се направи Министерството за образование во надминување на недостатокот за поддршка на наставниците? Јас сега ќе ви објаснам што се направи во врска со тој проблем. Значи, на Комисијата за финансирање и буџет помина за жал еден заем од Светска банка во вкупна вредност од 21,5 милиони евра. Долго време дискутиравме на таа комисија во врска со тој заем и, почитувани колеги, ни еднаш министерката не испочитува со незиното присуство. Замислете, 21,5 милиони евра бараме заем за Министерството за образование и наука, а министерката не се појави ни еднаш. Иако ние, како пратеничка група, баравме нејзино присуство, но за жал министерката не се појави. Трагедија е она зашто се користат финансиите во најголем процент и во најголем процент финансиите во овој дел се користат во најголем процент за консултантски и неконсултантски услуги. Но јас уште малку да ве вратам назад. Верувам дека можеби и некој друг ја има таа информација. Дали знаете, почитувани колеги, во ставката на буџетот кој театрално го донесовме овде во Собранието на Република Македонија за 2021 година, 60,8% се крати во делот на проекти во основното образование. Финансиските средства се наменуваат во други правци, нели? Се крати во делот
проекти за основно образование, ама затоа се вметнуваат и текако големи финанси од 21,5 милиони евра за реформи во основното образование. Ние го реформиравме повеќе пати основното образование, но за жал средното образование го заборавивме. Од 2001 година средното образование со исклучок во делот на македонски јазик, реформи не се забележани во другите предмети. Но тешко на наставниците кои предаваат во оделенска, тешко на наставниците кои предаваат во предметна. Секое лето нова наставна програма, секое лето ново задолжение за овие колеги и така натаму, предизвик е да се биде дел од тоа, ама средното образование и реформите, нели, во средното образование ги нема. Болка ќе имам, ако не спомнам, се случи една промена во средното образование по предметот географија, се повлече учебникот Национална географија на Република Македонија, зошто имало недолични содржини кои после 20 години беа приметени. Замислете, после 20 години се смогнаа сили заради една мала наставна програма, значи на една тема која има наставна единица, не е ни тема, им смета на некого и се повлече цел учебник од употреба. Ама, пак ќе кажам, јавноста ќе суди. Она што министерката најмногу и во најголем процент, кога стануваше збор за јавната расправа, беше едно општество за сите. Почитувани колеги, дали навистина имаме едно општество за сите со овие реформи кои што се предлагаат? Дигитализација. Да, дигитализација. Но дали таа дигитализација ќе направи едно општество за сите? Дали со таа дигитализација ќе имаме едно општество за сите, каде ќе имаме, замислете, детенце со опрема и детенце со принтан материјал. Едно општество за сите. А со законот ги почитуваме правилата на Европската Унија. Кои правила? Сега да ви објаснам. Во предлог законот кој верувам дека ќе биде тема на расправа на Комисијата за европски прашања, според член 135, таму се има намера да се донеси законот, најверојатно, бидејќи нели беше повлечен од ова матично тело, бидејќи ние не сме достојни да дискутираме за тој закон. И истиот закон, по скратена постапка, ќе биде вратен на Комисијата за европски прашања, според член 135, а тој член 135 во став 3 вели дека се препорачува во содржината, значи да биде дел од тоа матично тело, се препорачува да се усогласи законот со регулативите на Европската Унија. Секоја чест како ќе се изготви тоа усогласување, верувајте, заради тоа што ќе се направи злоупотреба на европско знаменце. Зошто го велам ова? Бидејќи ако отвориме на веб страната на Европската комисија, ќе ја видиме стратегијата за образование од 2021 година 2025 година, каде што стратегијата јасно вели дека препорака е на Европската Унија заради подел зачувување на животната средина, значи и одржливо однесување, да се развива процесот на дигитализација. Дали се развива процесот на дигитализација кај нас или директно се наметнува процесот на дигитализација, за жал. Но што е поентата? Тоа е препорака. Ние треба да бидеме дел од Европа и да ги негуваме тие вредности на заштита на животната средина. Зелена Европа. Ние со законот за дигитализација. Ние со вакво едно општество за сите. Зошто го велам во наводници? Не е тоа едно општество за сите. Дали ние на ваков начин ќе заштитиме животната средина? Секоја година ќе имаме принтани материјали. Дали знаете колку ќе се загадува така животната средина? Во неубав правец, почитувани колеги, одиме. Но да се вратам на јавната расправа.
На јавната расправа, замислете, од сите поканети присутни беше и председателот на ЗЕЛС, господинот Петре Шилегов. И морам да прокоментирам овде дека навистина недостојно, недолично однесување имаше и во конкретно од стенограмските белешки заклучувам, бидејќи го напуштивме неговото излагање, од стенограмските белешки заклучувам дека навистина политички говор се држало тука и во целост, почитувани колеги, е нарушена работата на собранието и она што било договорено. Да, сега би сакала да ви кажам еден мал дел од она што значи позитивна критика или сугестија во врска со предлог концепцијата, и целта е повеќе да ви го кажам ова затоа што ова ќе остане само кажано овде, бидејќи од ваквиот начин на работење ние немаме механизам како истото ќе стигне до Министерството за образование, заради тоа што овие заклучоци ние не можеме да ги поминеме овде, не спречувате во нашето работење и сето тоа е такво какво што е. Не е доволно и затоа денес продолжуваме во стилот на критика на она што беше јавно објавено пред овој ден. Како вовед, би сакала да кажам дека секоја нова концепција за реформи во образованието треба да зацртана сигурна траекторија кон успех на учениците и на нивната држава, во овој случај Македонија. Поради тоа, секоја концепција за реформа на образованието не смее да се донесе без сериозна длабинска стручна анализа, со сведување на должните ризици и евентуално последици од нејзин неуспех да испорача резултати, а од кој неуспех колатерална штета ќе бидат нашите деца и нашата држава. Ако нешто не е во ред во ова, ве молам, реагирајте. Предложената концепција е и широко критикувана, неприфатена и во крајна линија несериозна со подценување на наставничката професија и нејзините компетенции и стручната јавност и надлежните факултети. Дали е ова точно или не е точно, пак коригирајте ме, бидејќи во јавноста голем број на реномирани личности, дури и сенатот на Универзитетот Кирил и Методи, излезе со ставови и предлози околу овој нов концепт на предлог реформи во образованието. Тука сакам да потенцирам дека веројатно на сите кои се бават со образование во Македонија им е сосема јасно дека реформата во образованието е потребна, без да ги наведувам во овој момент причините за тоа тие се општо познати. Но предложената концепција е донесена на крајно нетранспарентен начин, со светлосна брзина во затворен круг. Затворениот круг ви го спомнавме. Истите тие кои работеа на Кембридж програмата, работеа сега голем дел, и во тимот за оваа реформа. Со анкета на неколку илјади наставници, без анкета на родители и на училишни парламенти. Ниту се консултирани училишните одбори, не се консултирани наставничките факултети и не е отворена јавна дебата. Ова што во моментов се случува во собранието е изнудена реакција на постојаното тврдење дека концепцијата е прифатена од широката стручна и научна јавност. Тоа не е точно и дело од нас присутни овде во ограничен број заради пандемијата се доказа тоа. Документот е направен и без анализа на кадровските просторни методски ресурси, компетенциите на наставниците и инфраструктурната состојба во училиштата, без системска анализа на постојниот образовен систем во Македонија. Инфраструктурната состојба, почитувани колеги, во училиштата и дел од колегите кои претходно зборува, и јас сакам да кажам дека е навистина во многу лоша состојба. Вие мене ми дофрлате и ме прашувате што правевме ние 11 години, па јас сега ќе ви поставам контра прашање што правевте вие 4 години, или сега почнавте да зимате заеми, да се задолжувате во Светска банка, пазете во период од една недела, 21,5 милиони евра за образование.
70 милиони евра на Петре Шилегов му дадовте за брз јавен превоз. Да не зборувам за многу други, енергетска ефикасност, заем за земјоделие. Значи, сето тоа е во контекст на нешто што се вика предизборна година, замислете, и предизборен подкуп. Да, за училиштата ви кажав. Што правевте вие 4 години почитува на колешке? Не. 4 години вие имавте можност, доколку вие бевте кадарни и доблесни, да смените барем едно училиште да реновирате. Дали излеговте со таков проект? Не. За жал, проблемот лежи таму каде што е. И сега, концепцијата не регулира настава во комбинирани паралелки. Воопшто не се спомнати продолжениот престој и целодневната настава, настава во домашни услови, настава за ученици со попреченост, работа со деца со ранливи категории, изучување на македонски јазик и историја за децата на нашите иселеници, начинот на оценување на интегрирани предмети, работа со талентирани и надарени ученици. Слушнав ова, не знам дали е точно, затоа се одградувам, детето од Штип, што ја добило наградата за прво место по математика, е спомнато овде, но многу интересно, детево од Штип ви доби уште еднаш награда. Мислам, освои прво место. Она златно дете, пак ќе го заборавите? Пак ќе го игнорирате она златно дете од Штип што освојува награди и ќе викате дека не е компетентно заради неговата возраст. Ама, одлична мотивација на и учениците, а богами и на наставниците. Професионална ориентација на учениците нема. Концепцијата чија цел е јазично описменување, крати еден час мајчин јазик, чија цел е мултијазично, крати час по англиски јазик, дигитална писменост, а информатиката е интегрирана со техника и технологија. Да не спомнувам овдека за мултијазичност, бидејќи верувам дека колегите ќе се сложат, ако го забележивте делот за втор странски јазик како изборен, беше, замислете, ставен албанскиот јазик како втор странски јазик во државата во овој предлог на концепција за реформи во образованието. Втор странски јазик. Албанскиот јазик не е странски јазик во Република Македонија. За жал. Понудениот концепт за интеграција на посебни предмети, природни и општествени науки е неприфатлив во нашето образование. Не е можна ваква и никаква друга реформа без реформа на наставничките факултети. Интегрирањето на предметите, особено на историјата, не е доволна. Историја и граѓанско општество во вакви историски моменти кога се негираат и националната историја, и нацијата, а и јазикот, не е доволен и недозволиво лоша проценка на националните интереси или можеби тенденциозно се прави сето ова на повладување на интересите на некои туѓи цели. Дел од едно обраќање на професор Весна Јаневска. Сега да ви прочитам друг. Дали од ова не треба како забелешка да влези во, оваа концепција која што на големо се работи, а ние како собрание сме игнорирани. Ние како народни избраници сме игнорирани, замислете, игнорирани, и воопшто нашиот труд и нашата работа, нашите сознанија кои ги имаме од народот, нема да бидат земени во предвид. Зошто? Заради тоа што имаме министер кој раководи со Министерството за образование и наука, кој воопшто не си има појавено во матичното тело во Собранието на Република Македонија. Од почетокот на независност на оваа држава, 30 години трошиме и енергија и средства и повторно се вртиме во круг. Кога размислуваме за реформи, кога размислуваме за нешто кое треба да го направиме, и не велам само за образованието, генерално треба да размислиме зошто тоа ни се случува. Иницијативата за реформи на образованието од страна на Министерството за образование е нешто што не се поздравува. Туку се покрена и политичка одлука што е храбро и што консеквенски за самиот министер.
Меѓутоа, проблемот е секако во тој дел. 3 дена гледам политичари и колумнисти пишуваат зошто сме ја добиле таа слаба оцена. Слабите оцени поврзани со меѓународните критики во врска со нашето образование. Пак ќе прашам, 4 години сте на власт, зошто сега се прави тоа на мускули и избрзано, а не предходно? Почитувани колеги, ја овде имам многу материјал што да зборувам и ќе продолжам да зборувам, секако, бидејќи сакам сега дел да спомнам од излагањето на господинот Петар Атанасов. Да не бидам сватена погрешно, излагањето е на човек кој што е бил заменик министер за образование од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Почитуван председател на Комисијата за образование, добро, во 2013 година тогаш новото раководство на СДСМ лично не покани во своите раководни структури, пред тоа никогаш не сум бил член на партија за да помогнам во зајакнување на идеологијата на партијата која очигледно беше крахирана, да помогнам во креирање на стратегии и политики и за изградба на македонското општество. За поевентуалната промена на власта, ова да се реализира, јас мојот дел го исполнив. СДСМ својот дел не го исполни. Тимот што го изгради во Социјалдемократскиот сојуз од посветени луѓе и добри познавачи на образованието и неколку годишната моја работа пропаднаа, останаа на хартија сите наши идеи и проекти кои требаше да дадат подобро образование. Пазете, цитирам член од Социјалдемократскиот сојуз. Денес, веројатно поради моите отворени критики кон владата и МОН и нивните најави за промени, имам да ги искажам своите ставови за оваа предлог концепција. Како универзитетски професор им благодарам за ова. Зошто ги прифаќам овие покани? Затоа што државните институции, каде за жал може да се стигне само преку учество во политичка партија, се единствениот директно да се промени и изгради системот. Наставниците и професорите, родителите, тоа не може да го направат сами. Учениците уште помалку. Затоа сметав дека влез во политиката институцијата е најефективниот начин од внатре да се менуваат работите. Нашето образование прави многу слаб производ. Тоа го заклучија сите. И тоа што вреди не се препознава, не се стимулира. Повеќето од вработените во образовните институции и училишта не вложуваат ништо повеќе од она секојдневно рутинско работење, а вака не се менува систем. Ние немаме основен модел на основно образование. Од тука започнува падот на квалитетот на образованието. Во најголем број случаи едва и нешто се постигнува. Како што се вели, со само 50% ефективност. Поразително, бадијала изгубени години. Имав можност по неколку години напорна работа во различни улоги и институции, како и во оваа, да ги сватам и проучам сите слабости на системот. Нашата филозофија на образование е сосема погрешна. Ние ги мотивираме децата да учат. Ние нашите деца ги мачиме, а образованието им го правиме одбивно. Тие одбиваат да учат. Ние не комуницираме со новите генерации. Нашите институции немаат ниту капацитет за реформи, уште помалку се способни за одржливост на промените. Една од причините е секако и партизација на системот, што за денес зборуваа и моите претходници. Јас бев разочаран како се делат високи позиции во владата, за на крај тоа што ќе остане да им се фрли на малите коалициони партнери, нели, непознати луѓе, анонимни кадри. Така им се паднало паричето, ама системот не може да го издржи ова повеќе од 2020 година со години. Мене ми е жал што денес морам да говорам против работата на Министерката за образование, со која заедно сме се залагале за слични или исти цели. Таа денес ја предлага оваа образовна реформа. Мила Царовска е вистински човек во вистинско време, но на погрешно место. Успешен министер во еден сектор на труд и социјала се носи во многу потежок сектор, посложен, каде промените мора да се подготвуваат со месеци пред да започне нивната имплементација. Почитувани колеги, не сакате да ме слушнете што се зборувало на јавната расправа? Па ако, убаво што сте вие биле таму. Како јавноста ќе ја запознаеме за сериозноста на носењето
договорени заклучоци. Како јавноста, ве молам, колешке, познати сте по скафандер доаѓање, ве молам да не ми дофрлате. Ве молам да не ми дофрлате. Арогантноста си ја покажавте и секој ден си ја покажувате. Така е. Вашата арогантност е уште поголем хајлајт на мојот говор. Да. Да продолжам. И можам да кажам дека несебично работам со секој студент. Работам на зголемување на нивото на нивното знаење и потреба на тоа знаење. Но да кажеш дека си научил критички да размислуваат, во овој момент министерке Царовска јавната да доверба во вас и во вашата работа е на најниско можно ниво. Нудите концепт што ниту е добро осмислен, а видовме денеска пола го промени тимот од она што го слушавме пред 3 месеци. А извадија од шешир уште неколку нови елементи. Сега, намерно ова го кажав, бидејќи пред малку ви спомнав, ако памтите, ви го кажав делот за кога станува збор за албанскиот јазик како втор странски јазик. Тековно истото беше на презентацијата спомнато. Ниту се констатирани заинтересирани страни. Механички сте прегрупирале предмети, дури и да ги избуткате овие промени, начинот на кој го правите тоа е повеќе од неуспешен. Не е проблем што има реакции, добро е што има реакции, проблем е што вие не разбирате во што е проблемот. Исто како и колегите овде, кои пробуваат да ме слушаат и тешко и моди сето тоа, секако, не е проблем што вие не разбирате. Проблем е тоа што не сакате да разберете. Она што сакам следно да го спомнам и ќе ве поштедам од делот за предлог реформата за реформи во образованието, бидејќи ми дофрлаа колегите, јас сакам само малку да кажам нешто. Сметам лично дека национална стратегија, кога се прави, треба да оди со многу поголема поддржаност од собранието, бидејќи овде во собранието се пратеници кои што се избрани од народот и тоа е убаво доколку во иднина се прават нови реформи, истите да одат со двотретинство на гласови. Јас сакам што се однесува до концептот и сето ова наше работење, да го ставам акцентот повторно на неубавото работење, кога станува збор за оваа комисија, бидејќи овде достоинството наше се навредува, се нарушува, заради тоа што ние овде не сме дојдени само да креваме рака и да поддржуваме нешто за кое што лично не се сложуваме, туку овде сме дојдени да работиме, да соработуваме, да се надоградуваме, да бидеме професионалци и да се почитуваме пред се. Мене многу ми смета искрено точката која што е информација за нацрт концепцијата за основно образование. Точката од 34-та седница, ама јас ако сакате, ви реков, јас ќе престанам, иначе имав намера сите да ви ги прочитам. Да. Ќе се вратиме подоцна. Сакам, почитувани колеги, бидејќи ми дофрлате и ме навредувате со моето работење и мојата цел, сакам да ве прашам, зошто информацијата за нацрт концепцијата за основно образование, точка која што е ставена за разгледување на 34-та седница, не е се уште завршена, не е помината оваа информација. Чуму е ова собрание, колеги, ако ова не поминува на пленарна седница, чуму е ова собрание ако не се носат заклучоци, донесени заеднички од сите нас. Министерството за образование и наука и министерската Мила Царовска дали даваат вредност на собранието на Република Македонија, со нејзината арогантност спрема собранието,
Покажувате која е и каква е вашата намера во работењето, кое што го имате. Не може, почитувани колеги, да зборуваме за реформи, да се позајмуваме 21,5 милиони евра, во кои во најголем процент средства ќе одат за консултантски, неконсултантски услуги. Не можеме да отвараме простор овде, институции кои даваат советодавна улога, да ги правиме институции кои ќе бидат отворена врата за соработка со невладин сектор, отворена врата за нов криминал, отворена врата за криминално ангажирање на надворешни стручни соработници. Па зар ние немаме доволно стручни соработници во Министерството за образование? Зар немаме ние доволно стручни соработници во Биро за развој на образование? Почитувани колеги, и првите финансии кои што се употребуваат од овој заем да бидат финансии кои се искористени, замислете, за набавка на мебел. Не се набавивте мебел од целиот буџет, во кој во најголем процент во буџетот за 2021 година и претходниот исто така не ви беше на завидно ниво, не се изнабавивте мебел, ама мораше и од позајмени пари да се набавува мебел. Јас на крај сакам да ви кажам, значи во интерес ваш, мој и на целокупната јавност, ќе кажам дека за да се предлагаат реформи, треба да има првенствено евалуација на она што досега сме го имале, каде е недостатокот, да се направат детални анализи на поголема маса на анкетирани лица, а не да се повикаат само директори кои се избрани од политички партии, и потоа да следат предлози и анализи за нови реформи и нови планови. Знаете како? Образованието е сила, образованието е моќ, но образованието е дел во кој, за жал, почнувате, не е за жал, за среќа наша, почнувате да ја губите вашата поддршката ваша од јавноста. Во време кога наставата од далечина се реализира со големи потешкоти, вие со правење на стратегии не излегувате од вашето обкружување да воочите дека реалноста е друга, дека има голем број на деца надвор од вашата реалност кои немаат услови за учење. Нели, како што кажав преѓе, основната ваша цел е едно општество за сите, а свесно се крши членот 44 од Уставот на Република Македонија, кој вели секој има право на образование. На ваков начин ќе се остварува правото на образование, кој има компјутер нека повели во училиште, кој нема нека се срами. Уставот вели образованието е достапно на секого под еднакви услови. Ова се, колеги, еднаквите услови. Кој има, нека се радува, а кој нема, нека се срами. Уставот вели, основното образование е задолжително и бесплатно. Со Устав ги задолжуваме граѓаните да ги носат во училиште своите деца. А колку планирате да биде бесплатно, самите тие нека проценат. Зошто ерата на бесплатно образование со реформите кои ги предлага Мила Царовска заврши. Членот 9 од Уставот вели дека граѓаните на Република Македонија пред Уставот и законите се еднакви. Со вакви закони, со вакви решенија, со ваков однос спрема пратениците, со вакво одење во собранието, дали сме сите еднакви? И на крај, јавноста ќе убедувате дека градите едно општество за сите. Знаете, вие во вашите програми имавте се за децата. Секое дете заслужува љубов, безгрижно детство, фер шанса и иднина. Со вакви ли фер шанси ќе го лажете народот? Вложување во децата денес е единствен начин да изградиме здраво граѓанско општество, со инвестиции од видот
Ќе ги скратиме учебниците со помалку книги до поквалитетно образование. Велите нашата примарна цел е да ја искорениме детската сиромаштија и да обезбедиме еднаква шанса за секое дете. Вака, вие само правите поголема класна дискриминација помеѓу децата. На ваков начин планирате да ги вклучувате во образование 8678 деца. Дали за овие 8678 деца помисливте некогаш? Но, со сето ова што се прави, ние, за жал, сме убедени дека погубна иднина ќе имаме во образованието. Ви благодарам. Само